Здраво, дечки! Денес имам неколку прашања кои што треба да си ги одговорам. Дали Toyota конечно направи автомобил кој што нема биде само рационален, туку и ќе го посакуваме, освен оние нивни спортски изведби кои што ги знаеме. Зборувам за, конкретно како Toyota Aygo X, кој што го напаѓа тој градски сегмент, урбан сегмент. И друга работа е дали воопшто вреди, бидејќи за мал автомобил има голема цена, да има многу добра опрема, да има многу добар погонски систем. Да, сепак станува збор за Toyota и апсолутно сите знаеме што значи тоа во поглед на квалитет, на издржливост и во поглед на препродажба после неколку извесен период на години. Иако не треба тоа да ни биде толку многу клучно, е битен факт. Но претходно мора да направите subscribe на каналов, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка и на таков начин може да растеме се повеќе и повеќе, да има многу подобри видеа и подобри содржини, а сето тоа е бесплатно, така да направете subscribe, пишете во коментар, ставете лайк на видеото за да може да биде препорачано и да видиме сега што нуди новата Toyota Aygo X. Прво, мора да кажам околу дизајнов, дефинитивно Toyota приметувам дека сака да го нападне оној сегмент на култни урбани возила, на урбани модели кои што добро ги знаеме, кои што има длабока историја во автомобилизмот, не знам, како Mini Cooper, како Fiat 500 и така натаму. Некои кои што добро го знаеме, има долга историја, препознатливи се. Aygo X исто така веќе е на пазаров извесен период на години, но нема толку длабока историја како тие модели, но сака да биде шик, сака да биде интересен, сака да биде препознатлив и дефинитивно е, особено со комбинацијава на бојава, особено со дизајнот, бидејќи е доста подпораснат, доста изгледа масивно, всушност особено вака напред кога го гледаш, дефинитивно нема го препознаеш како Aygo, туку ќе кажеш кој голем кросовер е ова на Toyota, бидејќи изгледа како би кажал малку и на CHR, има некои такви линии кои што ги дели, изгледа масивно, маската му издигната, односно целиот дизајн изгледа кросоверски, големо издигнато, потпораснато. Дефинитивно од страна кога гледаш интересно, бојава дефинитивно впечатлива и особено деновиве низ град ме застануваат, ме загледнуваат. Дефинитивно најмногото од една популација од народот, но дефинитивно привлекува внимание. И она што ќе го приметиш е дека бандажите се екстремно големи, 18-инчни, изгледа убаво, искрено, моќно. Има доста интересна димензија, малце нестандардна за целата конкуренција, за се што се нуди. Тука имаме 175, 60, 18 гуми, тоа значи дека се многу тенки. Да, можеби наоѓањето на гуми ќе биде малку потешко, но на ваков начин Toyota нуди подобра аеродинамика, подобра ефикасност, подобра потрошувачка, така да интересно, тоа ќе го видиме за кратко, но дизајнерски дефинитивно предницата апсолутно многу ми се допаѓа со светлава како искомбинирано. Ова иако изгледа како дел од светлата, сепак не е, ова е само една обична маска. Задниот дел искрено секој пат ми бил интересен кај Aygo, бидејќи овој дел тука од багажникот е стаклен дел, искрено доста убаво изгледа вака кога го гледаш од страна, некој ќе се отвори багажниот простор е малце поразлично. Задните светла, комбинацијата, двотонската боја, ова е, имаме вкупно 5 различни нивоа на опременост, ова е третото, највисокото до ние кој што ги имате цело време на лагер, бидејќи имаме GR и имаме иста ваква изведба со панорамски кров, што е доста интересно, а тука искрено ми се допаѓа што има убави вдлабнатини на самиот кров, кои што резултираат со повеќе простор внатре, бидејќи искрено, иако потпораснато, иако изгледа масивно и моќно и се, некако внатре ми фали да има уште некој сантим зголемување на просторот, иако мора да се потсетиме дека ова е мал градски автомобил и пропорциите треба да му се мали, но за таа цена очекуваш малку повеќе. Иако е мал, иако е градски автомобил, иако искритикував до сега за просторот, дека е потребно простор да се има, сепак на предните седишта можеш многу комотно да се сместиш, тоа е битно искрено. Убави седишта, убави комотни седишта, убаво ме држат
овие седишта тука со овие мали потпори, нормално не е спортски автомобил, па да очекуваме нешто убави големи спортски потпори на самите седишта. За она кој што е наменет, седиштава се супер и особено ми се допаѓа долниот дел на седиштата кој што се многу испружени нанапред и тоа е добро од причина што убаво ви се пуштени нозете и убаво се легнати нозете и добро можеш да се сместиш, имаш нивелација нагоре надоле на седиштето. Исто така воланот можеш да го прилагодуваш, но не по длабочина, само по висина. Тоа може би една критика, но позицијата е фантастично добро. Овој дел тука ми е прегледен, иако столбовите малку ми се поголеми од тоа што очекував и во одредени моменти знае да ми се направи дупка кога треба да имам прегледност лево или десно кога излегувам особено од некоја улица. Интересни делови во поглед на дизајнот, пример ми се допаѓа што за скратат на трошоци тука оставиле метал, го оставиле овој детал исто како да е надвор, самата врата метален со истата боја што имаме. Изгледа поразлично бидејќи бојата нормално му дава малку подруг шмек, но на таков начин скратиле да стават фейк меки материјали тука и цврсти пластики, да изгледа поинтересно, да е малку поразлично, а да биде добро на цена. И такви детали можам да приметам и напред околу самите отвори за вентилација, кој што самите отвори се прво како топка, што ми е интересно, но оквирот околу нив има некоја интересна шара која што е црна со бронза како самата боја, истото тоа го има околу менувачот, но за тоа малку подоцна ќе ви кажам, позицијата дефинитивно многу убава за седење. Тоа е битно. Тука има одличен простор што се однесува за задниот дел. Отварањето на вратата искрено очекував да биде малку пошироко тоа што во моментов го имам како и сега, бидејќи се прашувам, окей, под пораснато зголемено и се, имаме друга врата позади, зошто не можело да се направи уште малку да се отвори пошироко, бидејќи просторот на задните седишта, прво да се седне, барем за мене е исклучително тешко, бидејќи треба да направам баш широк расчекор со нозете, за да можам да влезам внатре, бидејќи аголот е таков каков што е. Второ, седиштето сега е вратено наназад според моите потреби и еве колку простор имам за нозете, допирам, односно буткам, исто така се сум наведнат за да не удирам со главата, бидејќи јас со мојата висина сум баш кнап горе на кровот, иако тоа што го кажав од надвор дизајнот на кровот, тие вдлабнатени помагаат да има малку повеќе простор тука внатре, но еве бар за мене, за мојата висина, еве во колку простор има и тоа е една голема критика. Приметив дека има 4 седишта само, бидејќи на средниот дел не е оставен простор за седење поради оваа централна конзола напред која што е направена за да има остава, тоа значи дека нема воопшто отвори за вентилација овде и е целосен зид технички на средина, што значи дека јас не би се обидел воопшто седам на средниот дел. А од друга страна, немате нормално наслон за рака, мислам сега да не очекуваме. Она што ми е интересно ретро, имате лептери прозорчиња позади, не се отвараат. Може би тоа малце прави клаустрофобично да биде позади. И ја морам да излезам бидејќи стварно ми е проблем седењето овде. Можеш да ги бутнеш нозете под седиштето, малце ти биде покомотно, поудобно, но мислам, влегување за мене изгледа или јас сум остарел, или не разбирам поентата зашто има врата кога не може да биде толку удобно. Багажниот простор е 231 литар багажен капацитет, да се зголемува кога оваа даска, односно завеса е тргната и ми се допаѓа што вака направено со самото отварање и затварање се трга и не пречи воопшто, но според некои нови мерења, кога се става ваква даска, се намалува багажниот капацитет, бидејќи не се искористува максимално до горе. Како и да е, 231 литар, горе-доле плюс-минус, нели уште некој литар плюс ако искористите горе да натоварате нешто. Очекувано за мал градски автомобил, доста длабок е, има голема разлика со ивицата на браникот, што е очекувано. Некако ми е плиток самиот отвор. Да, ми се допаѓа, пак ќе кажам, отвореноста со овој начин на вратата со стакло, иако ова се технички стаклото е залепено на метал и ми се допаѓа самата висина и самиот агол на вратата како се отвара, не ми пречи кога треба се навалам внатре за да земам нешто. Под оваа даска тука има некои ситни остави, немате резервно тркало, имате куки за качалки, искрено
овие куки за детското седиште малку ми се проблематични, бидејќи што и да ставев внатре ми се закачуваше на нив и доаѓаше до момент до поткинување. Од тука преку вие јазичиња можете лесно да ги спуштите седиштата кои што се делат на 50-50, има убави закачалки од страна кои што се практични, можете да си ставите некој кесенце позади за товарење. Морам пак само да се вратам на задните седишта, бидејќи цело време тоа размислувам, да биде како второ возило Айго X и да треба да го вози нека мајка, некој родител кој што ќе треба да стави детско седиште позади, да го стави детенцето внатре. Малку е проблематично поставувањето и ставањето на самото детенце во самото детско седиште. Не знам, пишете ми во коментар што мислите вие. Дефинитивно за млади, за помладата генерација супер, бидејќи нели сака да бидат фраери низ град и сака да се истакнуваат. Ова е нешто што ќе се истакнува со нив, ама просторот позади ми е малку дискутабилен, така да ајде да влезам да го возам, да видиме каква опрема има и да ми пишете во коментар што мислите вие за него. Envy ниво на опременост. Морам да истакнам, малце да го објаснам овој момент, бидејќи Envy е највисокото од оние кои што се достапни. 24.700 евра ќе се вратам на цената. Морам само да кажам дека над ова ниво на опременост имате Envy Canvas Roof со панорамски кров и исто така GR ниво на опременост, тоа е поспортското, тоа е препознатливото, но на разлика во перформанси не можев да видам дека има, кога што можев само видам разлика во суспензијата и нормално дизајнерски елементи. Тие се по нарачки, цена нема објавено, така да ова е највисокото ниво на опременост кој што ги има на лагер. 24.700 евра. Луѓе, реално за таа цена можеме да најдеме многу поголеми возила, без разлика дали се од кинеската конкуренција или од европската, може да најдеме поголемо возило. Она што го приметувам не само кај Toyota, туку генерално кај сите брендови кои што нудат автомобил во ова градска мала урбана класа, некако цените отидат погоре, има интересна опрема, богата опрема, тука ќе ви објаснам што се добиваме, но едноставно го прават овој модел да биде што е можно пошик, поразличен, поредок, да биде поуникатен, не толку редок, бидејќи некако интересот за овие возила повторно се враќа на оние кои што купуваат ваков автомобил, сака да се поразлични од се и поуникатни. И сето тоа некако ја крева цената. Дали оправдано или не сум баш сигурен, но морам ајде вака да објаснам. За ова опрема Envy добиваме сериозно богата опрема, иако како стандард Toyota доаѓа со сериозно богата безбедносна опрема, бидејќи кај Toyota правилото безбедноста не е луксус, туку е стандард, и оние системи за безбедносно автоматско сопирање, задржување во лента, читање на сите сообраќајни знаци, адаптивен темпомат доаѓаат како стандард, не се доплаќа за нив и тоа е апсолутно фантастично, тоа го поддржувам, бидејќи едноставно сметам дека во 2026 година, 21 век, не треба веќе да коментираме толку многу дали ова го имаме како стандард, дали функционираат системите и така натаму, но ајде вака, покрај тие системи во ова ниво на опременост имаме поголем екран, 10,5 кој што има добар систем, апсолутно овој систем на Toyota многу подобар, многу побрз, многу пореспонзивен, иако чекам малку брзината да е малку подобра. Добар е екранот, да не ме разберете погрешно, добро функционира, но чекав да е малку подобра респонзивноста, особено некој пат при кликањето на одредени функции. И се допаѓа менито, не е комплицирано, многу едноставно, не е со длабоки подменија, туку брзо и лесно доаѓаш до се што те интересира и што ти е потребно. Имаш грејачи на седишта, бежичен полнач. Малку ми е чудно зошто прозорите на вратите не се автоматски при спуштање и кревање. Тоа не можам да го разберам, као не кошта ништо. И исто така не можам да разберам зошто камерата, паркинг камерата не е со таа бистрина што реално може да биде и не кошта тоа ништо. Добар агол, добра прегледност, но едноставно сликата ми пречи, што знае така да има малку, како да
испрекршена, како да има пајажи на неа. Инаку да имате паркинг сензори напред и позади, и тие помагаат апсолутно многу, бидејќи позади прегледноста не е баш на завидно ниво, бидејќи е помало стаклото и особено кога ќе седнат патници, дополнително станува поголема гужва позади, не можеш баш убаво да видиш што се случува. И исто така овие столбови тука од страна кои што се доста поголеми, па кога излегувам од тесни паркинг места, знае да биде малку така покомплицирано. Но во поглед на возење и на возачкото искуство доста лесен за маневрирање, лесен за возење, и мора да признам дека едноставно многу малку време ми требаше да се прилагодам, буквално некои 5 минути може од кога седнав во колата сватев дека ова е многу лесно за возење. Лесен за маневрирање, има доста големи тркала како што видов, нели, како што ви покажав, но иако очекував да биде покрут, многу е удобен, особено во градските средини, а на автопат не очекував да биде толку тивок и не очекував да има таа моќност која што има. Иако имаме неколку различни драйв мода, еко, спорт и нормал, искрено нека преголема разлика од еден до друг режим не можам да видам. Има во респонзивноста, но не можам да видам нешто преголема разлика. Имате и EV Mode кој што можете да го вклучувате и исклучувате, иако системот на Toyota така прилагоден да секој пат тој се прилагодува автоматски, да не му треба дополнителна помош и секој пат да возите што е можно повеќе на струја. И тоа резултира со фантастично добра потрошувачка, односно 3,9, 3,7 до нешто под 4 литри се движи потрошувачката, што е фантастично добро. Мислам за 116 конски сили, со хибрид, со возење низ град, со клима, да не внимавате како тргат и така натаму, таа потрошувачка е браво. Искрено, внатре материјалите не е нешто вау премиум. Секој пат кај Toyota било рационално, практично направено, да функционира, да немаш никакви проблеми околу тој момент. Морам само да истакнам дека се убаво квалитетно сработено внатре, но за 24.700 евра искрено би сакал да видам малку по премиум материјали, така да истакнам, или по-меки материјали во одредени моменти. Не ми пречи ништо од ова што до сега го гледам и користам, но искрено би сакал да веќе кога плаќам за нешто што ќе има разлика. Тивок, добра изолација внатре, во поглед на возачко искуство немам никакви приметби, ета тие работи што ги кажав околу прегледноста, но друг момент апсолутно немам. CVT менувач, кај што сум го критикувал многу пати, на оваа нова генерација на CVT менувачи на Toyota мора да ја пофалам, бидејќи сите критики некако се слушнати, спроведени, направени и да, има поголема бучавост во одредени моменти за разлика од конкуренцијата, но мора да истакнам дека не е на толку високо ниво, не смета таа бучавост и особено на отворено со поголема брзина, кај што убаво потегнува, не е непријатно. Се чувства бучавата, но не е непријатно, така да мора да го пофалам менувачот и самиот хибриден систем кој што работи многу добро. Пред возачот имаме уште еден дигитален екран кој што каде што ви се прикажани сите потребни информации. Не е нешто најкул во поглед на дизајн, но она што е потребно од Toyota го имаме тука. И на крај доаѓаме до моментот дали вреди за сето ова што го добиваме, таа цена, и дали со ова Toyota се доближува до тој сегмент на тие култни градски автомобили. Јас ќе кажам дека да, се доближува, иако се уште има потреба за ние да разбереме дека UX е така култен, иако привлекува страшно многу внимание, доста интересен и гледам дека е баран, но дали вреди за цената, искрено секој пат ќе гледаме да поминеме што е можно поевтино, што нели по-нормално, за подобра цена да добиеме што е можно повеќе опрема. Сепак тука мора да се истакне 10 годишна гаранција, релакс со Toyota, добра опрема, апсолутно добра опрема, богата опрема која што кој ќе расчепкаш се, кој ќе видиш што се добиваш, си кажеш тоа е тоа што ни треба. Но 24.000 евра, пишете ми што се можете за таа цена да земете друго.
со ова ниво на опременост да биде доста забавно. Но да не претеруваме со SUV модели, бидејќи сепак ова е култен градски автомобил. Ајде да видиме дали може да најдеме нешто во овој ранг. Така да пишете ми во коментар, направете subscribe, ставете лайк и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!